Да, ние убаво тука си позборувавме за време на рекламите. Верувам дека вие си го пиете утринскиот напиток, дека ќе продолжите заедно со нас и секако сето она кое што нашите гостинки денеска ќе го споделат со вас. Ќе имаме убави фотографии кои што тие ќе ги коментираат и убави некои значајни моменти кои што ќе споделат со сите нас. Но најнапред, како што знаете, во овој дел ја играме нашата игра, тие ќе се извлечат по едно прашање. Верувам дека ќе добиеме интересни одговори и во овој дел од емисијата. Повелете. Во овој сад има едно листче да си одвлечете, да си извлечете сите. Да. Ти благодарам. Ете сега. Ајде Тамара, бидејќи прва извлеча, може да го прочита. Да, ова е супер за мене. Дали бегавте од часови во средно училиште, од кои часови и каде одевте? Да, многу често бегав од историја на музика. Бидејќи не ме интересира, тоест не историја на уметност, историја на музика ме интересираше и до ден денеска многу ме интересира за животот на сите композитори, пејачи и така натаму, но историја на уметност навистина не ми беше во тој момент интересен предмет и тогаш беше многу актуелно да се чекираме каде сме. Така. Да, се чекирав на кафе со другарките и кога ќе стигнам дома мајка ми, зошто по време на часови беше на кафе? Јас секогаш губевме часови, така секој втор ден губев часови. Добро, интересно, ама искрено. Така, доктор Драгана, сте бегали вие часови? Јас учев во средно медицинско училиште, во затворен систем на училиште. Таму имаше можност, еднашка ние решивме да го срушиме системот. Како колектив. Избегавме, да, цел клас избегавме и потоа бивме на зидот на столбот на срамот како клас, зашто тоа сме го направиле со реакција од директор, психолог. Класот баш ми беше траума во детството, да. Но нели покажавме дека ние сме револуционерна дека можете да избегате. Да, и дека можеме дека сте да сложни од оно. Часот беше општо народна одбрана. Многу смешен предмет за да се не било поврзано со медицина. Да, апсолутно не. Него добро. Јасмина, вие? Јас само еднаш и тоа со огромен страф од татко ми ако научи дека избегав што ќе биде дома. Така ли? Во гимназијата. Значи не од училиштето, од професорите, туку од дома, што ќе се случи. Добро. И кој е вашето прашање, Јасмина? Доколку имате можност да го вратите времето назад, дали би промениле некоја ваша одлука? Па не би била јас ако вратам нешто да сум одлучила поинаку. Мислам дека она што сум јас, како постојам јас, е токму заради моите одлуки, да бидам нешто поразлично во овој свет на постоење, да дадам пример како треба, а не како не треба, не дека јас сум безгрешна или такви работи, меѓутоа моите одлуки се само мои и никако поинаку не би можела. Така, убаво. Да. Ете, Тамара, дали вие би промениле нешто во вашата одлука? И јас сметам дека не би требало да промениме ништо, бидејќи секое нешто не научило на нешто ново, не било некаква поука за понатаму и не би се изградиле како личности ако не сме го доживеале. И ве донело до тоа што сте денеска. Така, доктор Драгана, има ли некоја одлука, може би да не сте дел од медицината, може би нешто друго да се занимавате? Јас? Па не, немам некои, имам амбиции во домот, сакам така постојано да го приуредувам домот. Сум по природа така човек што се врзува за домот, сакам да готвам дома. Дали може би отишле во архитектурата, во градежништво, нешто така или? Па може би да, може би отишла во тој правец, но не. Искрено да ви кажам, се пренаоѓам во медицината. Навистина, од мали години некако бив насочена дека ќе бидам, дека ќе работам со лекување, дека ќе бидам докторка. Да, првично ми беше визијата да бидам медицинска сестра, па затоа и завршив средно медицинско, потоа сватив колку докторите имаат многу повисоко его отколку сестрите и некако не сакав да бидам така. Имав амбиции, бев стварно и јас првенец на генерација, завршив медицински факултет, потоа веднаш се запишав
на постдипломски студии, ме биваше за учење од секогаш, не знам како да кажам, и потоа нели се насочив онамо каде што можев да се добро, работам. сега медицината навистина и го бара тоа. Бара се ангажман, годините. искрено, животот за жал се посветува. Цел живот е учење, мислам. Да, буквално е цел И сега живот постојано учење, треба да одите учам, и сега се надградувам, постојано нели се апдейтираме нови со истражувања, така, нови информации. така е, мора да се Мора да ги тоа е следите. добра превенција од деменција. Да, мозокот ми работи постојано, така Мозокот што мора супер. постојано да работи, да собира нови информации, и тие информации да се запаметуваат. Така, ете, корисност, кој е вашето прашање? Моето прашање е доста интересно. Која е моја интересна случка, која што ми се случила и никогаш нема да ја заборавам. Има многу во животот интересни случки, неве последната ми е сега, да кажам, од јануари месец. Бевме на патување со ќерка ми, на екзотично патување, каде што, бидејќи ќерка ми многу ја сака водата и нуркањето, истражувањето на водениот свет, јас не толку многу, искрено се плашам од живиот свет внатре во океаните, но ете тргнав со неа да истражувам. Искрено да ви кажам, јас поубаво во животот не сум се почувствувала, не очекував дека толку е живописно. Значи, ете, тоа беше една интересна случка каде што нуркавме меѓу едни прекрасни живописни рибчиња, манти, корали. Коралите, да, преубави бои, желки, значи ја бркајќи една желка, која што сакав нели да ја допрам. Иако не е, кога ве носат на такви тури, не е препорачливо да ги допира нешто. Ама ете сакав да ја допрам и одеднашка се соочив очи во очи со една ајкула. И она што нели обично при да ве пуштат во вода, ве обучуваат во колку се соочите со такви нели предатори, не треба да ве фати паника, едноставно треба само како да не те фати паника? Ајде како фати паника сега што кажа. Значи, верувајте дека помил ти е животот во моментот и во секунда ти прелетуваат тие зборови и се укочуваш нормално, срцето работи со фреквенца на 200, меѓутоа се укочуваш, таа така убаво помина, се видовме, си продолжи понатака. Убава ли беше? Убава беше. Се убаво таму, навистина е се убава. Ледена ли беше тој поглед? Да, чуден. Чуден поглед, меѓутоа ние нешто не осетив дека би ме нападнала во моментот, веројатно се добро најадени заради тоа што навистина има многу изобилие. Интересна случка, бога ми навистина. Да, и после тоа не влегов. Да, нормално, после тоа сега сакам да прашам. Сега сакам да прашам дали после тоа веќе влеговте, значи тоа беше тоа. Средбата со ајкулата и довидување. Да го истражувам водениот свет. Да, добро. Ајде да одиме и со фотографиите, да ги замолам од режија, ете да ни споделат, да започнеме со Тамара, како прв пат еве што ние во Здраво Македонија, да видиме што таа ќе сподели со нас и да ги прекоментира со збор 2 фотографиите. Така, ова е една од последните фотографии на снимањето на новата серија во Бугарија. И тоа е една интересна случка, бидејќи во последен момент ми пиша за актерка што може да зборува српски. Јас единствено имам работено со срби. И тие велат, ама вие македонците многу добре говорите српски, ќе се справиш. Така да не се надевам дека сум се справила, ќе кажат гледачите кога ќе искочи серијата, но да, ова е на снимањето. Мислам дека одлично си се справила со оглед на тоа колку странски јазици зборуваш. Дека имаш предиспозиција за таа работа. Се надевам, ова е во Коларац, во Белград, Холивуд во Србија се вика проектот, каде што пеевме саундтраци од познати холивудски филмови. Убаво. Ова е од музеот Борис Христов во Софија пред еден од моите рецитали таму. Ова е во кино, во една од салите, после еден од концертите. Да. Таму се е огромно. Таму е се огромно, да, гламурозно, убаво. Бидејќи они се милиарди и кусур колку се црвено. Да, исто и ова. Таму нема мали сали? Нема, навистина нема. И нема малку публика, би рекла. Да, и нема малку. И многу интересно ме праша дали половина сум азијатка, бидејќи сум имала искуство. Па добро наликуваш, да, наликуваш, да. И бела си во тенот.
Ова е од Барбарина, последната улога што игра во Милано, во бекстејдж фотографијата и на многу интересен начин бев облечена. Многу ми се допадна самиот аутфит. Да. Ова е во Белград, исто аниме, и може да кажам дека сум изненадена колку србите имаат интерес за тој тип на музика. Навистина не верував дека на Балканот се слуша толку музика од аниме. Има традиција и култура да следат. Ова е од Бари. Тука концертно ја изведувавме операта Дон Джовани, Дон Жуан, каде што ја играв улогата на Церлина, но беше концертно изведена и навистина еден од поубавите театри. Да, дело Се навистина. гледа на фотографија. Да, гламурозно. Ова е од последната фотосесија, каде што секогаш ние артистите треба да правиме нови фотосесии за да ги најавиме нашите следни настани. Така. И кога ќе гостувате во емисиите си имаме Да, има. фотографии за Професионални. Форшпан. Ова е од еден од моите концерти во Скопје, кој што беше во организација на италијанската амбасада тука и по повод 30 години пријателство помеѓу двете држави. Многу убав устанот. Многу. Да. Многу убав, да. Навистина. Морам да те прашам нешто. Добро. Обично оперските пејачи имаат друга конституција. Да, тоа е општо познато и моите пријатели ме прашуваат многу често, но денеска сите се стремат да изгледаат поубаво, бидејќи веќе операта навлегува во шоу бизнисот и многу повеќе ќе сретнете оперски пејачи што се со убави тела. И бидејќи сега продукциите се исто така поподвижни на времето каде што биле дури Марија Калас на времето ослабела над 30 килограми, но во времето каде што биле Лучано Павароти, Карерас, Доминго, самите продукции биле постатични, а сега се многу раздвижени и би требало да изгледаме. Менува трендот. Точно, да. Дали има поврзаност килограмите со гласот? Има поврзаност, мислев, да, и затоа многу прашав. често велат дека ако наеднаш изгубиме килограми, дека многу може да влијае негативно на гласот, така да доколку треба да се случи такво нешто, сметаме дека треба да ослабеме, треба тоа да биде на еден здрав начин за да не наштетиме на нашата мускулатура. Докторката не знам Так, ќе потврди да. дека. Но на гласот влијаат исто така и хормоните. Да. Диафрагмата, мислам, повеќе со диафрагмата. Работа со диафрагмата, да. Пиете со диафрагма. Точно, точно. Добро. Одиме понатаму, дали да ги погледаме фотографиите од Јасмина и сето она кое што ни се случуваше. Убаво е убаво, мора па да го види. Да. Да. А сега ова уствари е тоа од последните фотографии се ова. Да, да. Настанот кој што се случи на 22 март во хотел Лимак, Анастасија центар, се сепак млади, доста млади дечиња кои доаѓаат од Битола за модерни танци кои настапуваат. Добро. Тука ми се децата со своето друштво, тие двете до мене се близнаците. Двојајчени се, па не личат многу. Немаш гајлети со ваква машка. Да. Никој ништо не ти може. Еве, една Да. друга книга, Пусна егото. Значи, сепак беше промоција на 2 нови дела. Тамара Груевска, делот за деца, сепак имаше деца кои беа изведувачи. Нела Манческа, Тамара Груевска. Имаше уште 2. Сепак временски доста траеше, некаде околу 2 часа. Целиот настан. Целиот настан, зашто беше многу побогат до сега. Благој Мислам дека Трајковски. најбогат Благојче Трајковски, поздрав до еден него. од изведувачите кој Да. што навистина ја крена публиката. Тука е хорот Фрида, да, со Сузана Турнаџиева, секогаш со неа добра соработка околу настаните. Најново е од Сара Кочан, исто модерни танци, кои го отворија самиот настан. Нешто преубаво за доживување. Филип Пецовски како изведувач. Исто имавме пречек на гостите со 2 млади манекенки од студио Црнокрек. Тука веќе им се даваат на дечињата благодарници и златни како плакети, меѓутоа кај нив оди на друг начин.
Да се види малку публиката. Сузе, да. Со сузе? Да. И сузе на вистина секаде стигнува и таа е доста активна со својот хор. Да. Преубаво нешто. Скопје Вија со Мишел Трајковски, Ана Стојановска. Да, Мишел. Прекрасни изведувачи, можам да кажам. За прв пат на мој настан. Тука сме со Катерина Шехтанска, која читаше прозни текстови. Па малку заедно направивме нешто недоговорено, испадна дека е многу поубаво. Спонтано, така поубаво. Секој пат спонтаните работи се некако. Прекрасно нешто. Даниел Дан. Ова е ново девојче, Сара Марковска од Крушево, која што студира во Скопје. Секогаш давам шанса на некој млад и не толку познат да се појави на настанот, да го испромовираме. Да. Макар што како ќе звучи не знам, меѓутоа одлично беше. Така? Одлично, да. Браво. Искрено. Верувам и дека таа беше задоволна и среќна што е дел од еден настан каде што имате доста посетеност. Димитрина читаше од поезијата и читаше, мислам ја представи книгата за деца, Малиот херој. Еве ги, тие што настапуваа во детскиот дел, децата. Двете од нив мислам беа на Евровизија. Браво за тебе што дава шанса на младите, да, вистина. Треба. Секоја чест. Новитети, поготово во самите настани, е многу убаво. Еве, Малиот книгата. Подготуваш ли нешто ново сега? Сега за сега не. Меѓутоа убаво е да се каже зошто беше овој настан, што се случуваше, зошто толку многу публика се собра, тоа се 300 луѓе и кои доаѓаат од надвор, морам да се заблагодарам. Од Крушево имаше многу, од Прилеп, од Битола. Да видиш пред себе 300 луѓе кои што дошле да го испочитуваат хуманиот дел од себе, затоа што самиот настан беше нели хуманитарен. Се собираа средства со продажбата на книгите за децата болни од канцер при онкологија во Скопје. Така да, навистина сум презадоволна. Секоја година се оди се понапред во смисла на донацијата. Так. Јас веќе деновиве завршувам работа околу тоа со главните на одделението. Се договараме што им треба, како им треба, дали се тоа лекови, дали апаратура, меѓутоа нешто што навистина не им е функционално, па сега треба ново, меѓутоа мене не ми смета, што е битно е да се помогне кај што треба и како треба. Што смета дека ти име приоритет? Да. И секогаш тоа го докажувам дека го правам, не е ништо лажно, не сум лажен профил, затоа што и на луѓето кога или спонзорства кога барам, не се многу малку се, меѓутоа морам да се докажам дека јас на вистина тоа го правам. Да, дека има искрени намери сето тоа. Зашто имаме и дека завршило таму каде што е всушност намената за која што е повикано дека треба да се направи. Има многу лажни профили, не сум еден од нив и имам со што да се докажам, не џабе постојам овие 12 години, меѓутоа ова што го правам навистина има тежина и тоа е тоа што го сакам да го правам. Некој ќе ме праша зошто го правиш токму, затоа што пред се да си хуман, треба да си човек, а да си човек е најтешкото нешто во денешницата. Имам кажано баш во еден контекст дека и да си на врв и да си на дно. Не е битно, треба да станеш човек, зашто сепак твоите дела понатаму ќе говорат. Многу пати кажувам дека ова се прави не од аспект која сум јас, немам јас его. Да. Имам до граница, нормално е да го имаш и без тоа не можеш да постоиш. Така. Меѓутоа ова го правам секогаш да покажам дека еден обичен човек, пошто јас не сум доктор, не сум оперски пејач, јас само пишувам. Сепак можеш да направиш нешто доколку сакаш, толку многу инвестирам самата, значи големиот дел од приказната, сепак настанот е на приказна, го финансирам сама. Добро. Така да мислам дека вреди да се направи, да се помогне. Нашиот тим секогаш ќе биде тука како поддршка за се што можеме да направиме. И секогаш да споделиме со она кое што го правите така. Да ги погледнеме сега и фотографиите од доктор Драгана, да видиме што таа ќе споделите со нас.
Да, ова е фотографија од едно мое дежурство во работните простори на Универзитетска клиника за неврологија во доцните сати. Така. Требаше Кој фотографија што се дел за од еден вашата настан. професија, се навикнувате на тие дежурства. Така е. Ова е сега скорешен настан, организиран од Сдруженијето на студенти на медицина, каде што говоревме на една интересна тема, метаболен синдром и како делува на различните системи на телото. Значи, ова е мултидисциплинарен настан и беше прекрасно посетен од страна на студентите. Одлично. Ова е исто од еден стручен настан кој што се одржа во Хилтон, посветен на иновативна терапија во третманот на спинална мускулна атрофија. Бевме така модерен настан, каде што нели бевме раздвижени со вакви микрофончиња, еден новитет кој што беше доста интересен. Ова е фотографија од исто стручен настан, одржан во Будва со колеги од Србија, каде што говориме нели на ова беа теми посветени во однос на нутриција кај пациенти со невролошки болести. Професор Дејана и професор Анко Рајчевиќ. Ова е од нашиот конгрес кој што се одржа во септември, каде што бев нели предавач, мислам наш конгрес, мислам на конгрес на невролозите на Македонија со меѓународно учество. Убав настан беше доста посетен. Ова е исто од пред некој ден, од минатата недела, од конгрес кој што го се одржуваше исто во Даблтри Хилтон, организиран од колегите ендокринолози, каде што исто така говоревме за метаболните нарушувања и невролошките болести. Посветено, темата беше од моја страна, посветена на когнитивното страдање кај пациенти кои што имаме метаболен синдром. Многу нова, многу современа диагноза, каде што имаме мултисистемско страдање. Ова е исто од крајот на минатата година, од настан одржан во Атина, каде што ова е практично мастер-клас, каде што посветен на една ретка болест, семејна форма на амилоидна трансиретинска, фамилиарна амилоидна полиневропатија. Тука сум во присуство, бевме водители, го водевме панелот со многу искусен кардиолог Брент во Србија. Супер. Ајде следното да видиме. Ова е од настан, исто од минатата година, одржан во Хилтон, организиран од страна на Сдруженијето на пациенти со спинална мускулна атрофија, каде што нели говоревме за предизвиците со кои што тие се соочуваат и нели новитети во однос на терапијата. Убави се овие настани кога пациентите и докторите може да бидат на исто место да позборуваат, да. Така е, до мене нели мајка на пациент. Ова е исто од денот на одбележување на ретките болести, 28 февруари, убав настан беше организиран повторно од пациентските здруженија, каде што директно, лично ги слушаме нивните проблеми и ситуации со кои што се соочуваат. Тука сум дел од публиката. Така, да. Ова е? Да, ова е Јане, нашиот, пак поврзано со спинална мускулна атрофија. Ова беше настан кога бев председател на Сдруженијето, кога направив малку поинаков чекор на стручен настан, поканив пациенти и некако ја отворивме вратата, се отвори вратата дека треба да се делат тие стручни настани, значи да сме во една симбиоза. Зошто? Затоа што јас секогаш велам, ние докторите сме тука за пациентите, не се тие за нас. И мора некако да им ја туркаме патеката нанапред, се со цел да добијат подобра здравствена грижа. Јане е сега дел од друг систем, во Словенија живее, сега скоро се видовме во Будимпешта, значи се е поинако таму, во Словенија. Така. Исто ова е групна фотографија тој настан, каде што доктори и пациенти заедно говоревме за спинална мускулна атрофија, секако организирано од страна на пациентското здружение.
Еве, ова е од Будимпешта, исто скорешен настан посветен за спинална мускулна атрофија со актуелната председателка. Претходно беше Деница, сега е Симона. Од Битола. Од Битола, да. Лично се знаеме за тоа. Да. Убави фотографии. Убави фотографии, како што кажате, навистина е значено да идете на едно место се најдете вие како доктори и пациентите, затоа што може би во сега не е неформално дружење, не е тоа сепак не е неформално, но ете може би во тие некои моменти се послободни навистина да кажеш со какви проблеми, предизвици се соочуваат, па вие на некој начин да то знаете многу повеќе од другата страна. Факт е дека пациентите со ретки болести се непрепознаени во системот. За жал. Никои диагнози не можат да се препознат тука во Македонија, за жал, прво е од проблем да странство. се диагностицираат. И откако ќе се диагностицираат, патот до терапијата е многу долг. Па откако ќе бидат со терапија, останува си на терапија. Тоа се луѓе кои што имаат поспецифични потреби. Значи, дел од нив се телесни, дел од нив имаат и ментални потешкоти, потешкоти во развојот, збориме за деца, непрепознаени во системот, никакви поволности од системот. Ние никогаш сме ставени во улога да ги правиме вакви или такви, значи да им лепиме диагнози за да можат да имаат некакви бенефити од типот инвалидски колички, не знам, одредени лекови до некое време не беа ни на позитивна листа, а тие лекови се многу скапи. На позитивна листа. Не сите. Не се, ниту еден не е на позитивна листа, тие се набавуваат преку посебен буџет од Министерство за здравство. Ама претходно не може ни така, некој, знам. Не. Пред неколку Од години. 2009 година, па и од претходно, тие се преку таа програма. Меѓутоа, да, со оглед дека се лекови сираци, набавката на лековите малку потешко, разлика од други лекови. И ние некако, да кажам, јас сум дел од таа комисија, туркаме да направиме малку помаци во овој поглед баш од такви состаноци, каде што неформално многу работи се дискутираат и имаме една стратегија за третман на овие ретки болести, каде што ќе имаат поддршка од многу институции. Тука ни беше таргетот борбата. Так. Значи да имаат помош во образование, да имаат помош во труд и социјала, да имаат помаци во однос на фондот за здравствено осигурување, да се превземаат дел од пациентите. И така, одлична соработка со овие институции имавме и еве чекаме тоа во влада да се ратификува и нашите пациенти да се срекни и ние покрај. Така, а и сите како општество и секако како граѓани. Тука ќе мора да ви се заблагодарам за вашето учество денеска во Здраво Македонија. Ви благодарам многу што издвоивте време и што бевте ова утро со нас, секако и со нашите гледачи. Се надеваме уживате. Да, некако време никогаш доволно за сето она кое што треба да го кажеме, но секако дека ќе имаме повторно прилика за да се дружиме и некој нареден пат.